Европа поразена со санкциите против Русија. Економските санкции против Русија донесоа меѓународни и глобални импликации во економијата во светот, а најповеќе во Европа, кој доправа сега ќе се осеќаат економските проблеми. Европа и светот, сакајќи да ја казнат Русија за конфликтот со Украина, се казнија самите себе, а најповеќе Европа се казни самата себе. Така речено, си даде автогол. Европа воведе околу 830 индивидуални санкции кон Русија. Тие се движат од исклучување од меѓународниот платен систем SWIFT, ограничување на трговија и трансферот на технологија, наведување на олигарси и визни ограничувања, до делумно енергетско ембарго и многу други работи. Сакајќи да направат Русија да влезе во економска криза и народот во Русија да испане на улица и присилно да го сменат Владимир Путин од местото преседател на Русија. Тие си дадоа автогол така што доправа наместо во Русија ќе има протести низ цела Европа поради енормното зголемување на цените и наместо во Русија да падне владата, по се изглед во Европа во некои држави ќе паѓаат влади поради економската криза и кризата за струја и газ. Влошениот недостиг на храна не дозволува многу земји зависни од увоз да застанат на страната на ЕУ и Г7, а по се изглед како стои ситуацијата ќе биде и криза за храна и вода, а плюс и ќе воведат локдаун за COVID-19, за да не можат луѓето да испаѓаат на улица да се побунат за нивните права. Жив пример дека следува повторна вакцинација и локдаун е Хрватска, кој има нарачано сега за почеток 1 милион вакцини. Како одговор на руската инвазија на Украина, Западната алијанса воведе драстични санкции кон Москва. Не само Русија, туку и Европа се директно погодени од далекосежните економски последици. Дилеми се јавуваат и за Кина и Индија. А да ја погледнеме и од друга страна ситуацијата, што ако не е така како што ни кажуваат нашите политичари, ако ситуацијата е сосема поинаква од тоа они што го кажуваат, бидејќи они играат како другите свират, а Македонија речиси 100% зависна за газ и струја. Цените на енергијата и храната растат. Зошто е тоа така? Дали се виновни санкциите на ЕУ против Русија? Поскапувањето на бензинот од друга страна значително се засили во последните неколку недели, а исто така ја влече и цената на струјата. Причината е што Русија сега им го возвраќа ударот за санкциите и намерно ќе им го намалува снабдувањето со газ во Европа. Русија масовно ги ограничи своите испораки на газ за Германија. Дали наскоро целосно ќе престанат испораките на газ од Русија? Ако е така, дали Русија воопшто може да си дозволи целосно да го запре снабдувањето со газ? Во моментов самата Русија не страда од фактот дека речиси и не продава газ на Европа. Поради претерано високите цени, Газпром се уште добро заработува од малите преостанати количини што се уште ги испорачува. Дури и целосно да се стопираат испораките, Русија ќе може да се справи со ова, бидејќи таа заработува многу од извозот на нафта. Намалувањето на трговијата е вртоглаво зголемување на инфлацијата. Додека сите предвидуваат дека досега требаше Русија да банкротира или дека нема да може да издржи ситуацијата со санкциите, тоа се покажа неточно. Напротив, Русија го зголеми својот извоз по повисоки цени, така да Русија заработува огромни суми на пари на дневна основа. Досега неколку кратно е зголемен приходот од извоз, а на крајот обичните граѓани ќе ја платат цената за скапата и неодговорна игра на политичарите. Делумното исклучување на испораките на газ веќе влијае на европскиот раст, а целосно исклучување би можело да биде значително посериозно со далекосежни последици врз обичните граѓани. Ви благодарам за вашето одвоено време. За вакви и слични теми пишете во коментар.